Ќе се обидам со господинот Стојанче Ангелов да поразговарам во наредните 7-8 минути за она што е најактуелно во Македонија. Вие денеска не сте овдека во својство на директор на Центарот за справување со кризи. По време ве користиме во тој капацитет и сте секогаш отворен за информации и разговори. Денеска сте во својство на политичар, претседател на вашата партија, која што е во коалиционата влада сега, која владее со Македонија. А темата, така и ве најавив, сакав малку да ви спровоцирам, бидејќи знам дека ме слушате во студиото, гледаме една борба сега на десницата, па и во центарот, а не знам зашто не би било и на левицата, ама тоа вас ќе ве прашам. Затоа сега кој ќе го контролира овој, би се рекло, прекрасен наратив, прекрасен под наводници се разбира, за тоа што треба да се прави со палењето на ова, со апсењето на господинот Ламбе, пејачот Ала Баковски, благодарам Александар, јас бидејќи не доаѓам од музичката сцена, и дали треба овој, да кажам сега, еден по социјалниве мрежи, еден излив од празни идеи, меѓу кои националистички, антивакви, антитакви и така натаму, како треба тоа да се дегестира. Што е вашиот став, господин Ангелов? Зошто вие сметате дека на оваа тема треба да зборувам само како политичар и како лидер на достоинство? Зошто не како директор на ЦУК? Дали имавме пожар? Јас се обидувам да не ви ја искомпликувам оваа друга државна агенда, инаку да. Јас слободно зборувам, јас во исто време сум директор затоа што сум претседател на партија, коалиционен партнер на владеачката коалиција. Дали во Битола имавме пожар? Дали пожарите меѓу другото си во надлежност на ЦУК? Дали пожарот можеше да ги зафати околните објекти? Дали пожарот кој што би се проширил можеше да ги загрози животите на другите луѓе? Затоа сметам дека постапката на Ламбе, колку и да на прва е симпатична, и јас можам да кажам, јас го разбирам, но не можам да го оправдам, бидејќи бирате зборови, симпатична е многу силен термин. Кај граѓаните, во јавноста, неговата постапка најде на одобрување. На затоа е виновна бугарската страна, бидејќи антагонизмот дојде на такво ниво да на еден ваков чин ние гледаме со симпатии. Прво изборот на градот Битола за отварање на клуб, бугарски клуб, град во кој што нема бугари или има неколку стотина бугари според пописот. Потоа намерното бирање на контроверзно име Ванчо Михајлов, однапред смислено за провокација. Јас и вчера во една емисија кажав, овој клуб Ванчо Михајлов во Битола беше отворен за да биде искршен или запален. Однапред смислена провокација на која што наседнавме. Треба да се види дали наивно, дали на друг начин наседнавме, бидејќи колку сега во овој момент кај граѓаните да владее една еуфорија, да гледаат со симпатија на овој чин, штетата за нас како држава е голема, бидејќи ние сега ги потврдуваме бугарските тези, дека ние не сме пријателски настроени кон Бугарија, дека не ги сакаме бугарите немат права. Видете, тие отвори еден културен клуб, кој што патем има име на познат фашист Ванчо Михајлов, но тоа е културен клуб, а ние тој културен клуб го запаливме како држава. Значи, сега и не е Ламбе парадоксална ситуацијата да како Македонија, како сите македонци. Да, знам, ама Ламбе истовремено за последните 24 сата стана новиот херој на македонската десница и крајна десница, па и можеби не само на десницата, него воопшто, бидејќи антибугарските чувства овдека навистина експлодира и по повод тоа се што го кажувате и така натаму, и гледам дека е дигната целата онаја, ајде да кажем, онаја струја екипа, како сакате, кој што го влезе во собранието да го крши, да тепа и да убива. Апсолутно по име и презиме се сите дигнати, се повикува на протести. Некако како да е ова некаков случај да се рехабилитира и по претходното насилие од слични размери, да кажем, го разбирате тоа така, бидејќи ваква подарена можност за рехабилитација на тој вид на сепак законски забранети активности не можеше да очекуваат ни тие предпоставки. Што се однесува до 27 април, јас зборувам за амнестија, а не за рехабилитација, бидејќи таму имавме монструозен план, дел од луѓето кои што влегоа во собранието, верувам многу мал дел, беа свесни за тој план и беа дел од тоа сценарио кој што требаше да турне Македонија во крвава војна, но сметам дека после оваа временска дистанца 5-6 години дека тие треба да бидат ослободени, бидејќи луѓе кои што убивале во 2001 година денес се на слобода. Што се дали Ламбе Баковски не треба да биде ослободен и амнестиран за ова што го направи? Видете, бидејќи не ми личи, може и тој да биде вака човек. Колку построг ќе биде односот на државата кон Ламбе,
толку повеќе ќе биде голем антагонизмот во Македонија помеѓу условно речено левицата и десницата. Сметам дека Ламбе постапил наивно, доколку не се утврдат други мотиви, бидејќи имаме различни сценарии, во знак на револт отишол, го направил тој негов чин непромислен, со кој што можел да ја загрози околината, но сепак е храбро во центарот на Битола да отидете да запалите врата. Да бе прашам, воред храбро е, зашто носел маска? За да го скрие својот идентитет. Па зашто ако треба да е патриот, храбар и така натаму, ако треба да е на чело на колоната која треба македонскиот... Не, прашувам, пошто ја гледам оваа хистерија, зашто се оди у 2 по полноќ, зашто да речеме тоа истото него направил во сред Белден, не на зградата, можеби со некој друг акт на протест, зашто ставаат маски? И овие што упаѓа во парламентот, дел од нив имаа маски, а се наводно патриоти. Оти сега прашањето е всушност докаде почнува и откаде завршува правната држава и што треба прави системот, оти на крајот на криштата се може да се прави. Треба да се бори против ваквите појави. Но во случајов мој личен став е дека доколку му биде доделен притвор, ние ќе трпиме штета и како држава и во... Ама вашиот личен став е политички, сега прашањето е правно што треба да се прави. Да се тера постапка, јас верувам дека тој е виновен, но не во таква мера како што се прави сега хистерија па на другата страна, постапил наивно, доколку не се утврдат други мотиви, бидејќи веќе имаме... Ајде да прашам за другите мотиви, бидејќи излегува и други податоци, така. Не ги знам, за тие не би зборувал да почекам. Да, ама јас сепак ќе ве прашам, бидејќи сте дел во поопшта смисла, не ве прашам конкретно. Излегува податоци кој е братот на господинот Алабаковски, како е тој поврзан со бившата власт. Самиот Алабаковски ми е политички активен во својата музичка сфера, бидејќи пее по партиски митинзи, изборни кампањи и така натаму. Сега ве прашам како човек кој што е сепак толку години на политичката сцена, може ли ова да е една многу промислена политичка провокација која што доаѓа од друг вид на центри на моќ, не од овој тип на наивни патриоти кои со маски утре са бегале палат згради? Може ли ова да е всушност провокација токму смислена за ова сега што се случува во јавноста во Македонија? Јас сум студент на Водинелич, еден од најдобрите криминалисти на територијата на бивша Југославија. Имам факултет за безбедност. Во криминалистика една од првите работи кои што ја учивме при расветлување на кривични дела е една верзија еднаква на ниедна верзија. Кај најочигледниот случај секој пат треба да имате резервна верзија. Најмалку штедна, бидејќи никогаш не е така како што на прва изгледа. Секогаш постои можност да имаме друг тек на настаните и сосем друг начин и други мотиви од она што првично може да го видим, и тоа впрочем може да се види во сите филмови. Да, се согласувам со вас, треба да бидеме внимателни во оваа фаза, да дозволиме ни истрагата, да ги утврди вистинските мотиви. Во овој момент сакам да верувам, следејќи ја реакцијата на јавноста, дека се работи за наивна реакција на еден релативно млад човек кој што во знак на револт ја запалил вратата. Храбар чин карактеризиран во јавноста, но вие изнесовте една интересна теза, зашто тоа не е направено преку ден без маска, за да биде уште похрабро. Па ја можам да ставам овдека маска и да ви ги поставам истите прашања и да бидам нели храбриот кој што ќе ве провоцира. Храбро. Добро, за крај штетата за државата е голема. Тоа сакам да ве прашам, бидејќи на крај вие сте и политичар, учествувате во оваа коалиција на власт. Беше провокација отварањето на центарот Ванчо Михајлов. Власта ова во кој вие седите требаше да знае, вие самиот велите ова беше отворено за да биде вака да известен начин потоа користено, палено, не знам, кршено и така натаму. Бугарите не би ни помислиле да отворат македонски центар во Бугарија, ги слушнавме реакциите на македонците во Бугарија кои велат па нас не ги кршат редовно или не ги кршат па никакви истраги и така натаму. Грешка ги е целата оваа стратегија политика на македонската влада во однос на како се поставува и се обидува да го реши, а нема да го реши ова прашање со јас веќе кажав дека недавањето дозвола да се отвори ваков клуб ќе направише поголема штета, а ние не можеме да го чуваме клубот, бидејќи ако некој, да кажам, наивен патриот не го направише тоа, верувам дека тие самите ќе го направеа. Самите ќе си го искршеа. Добро, со други зборови се согласувате со заклучокот дека во ова нема никаква можност за добитна комбинација за власт?
Како и да власта, изгледува сето. Тада за власта ве прашувам, бидејќи седите во власта. Државата, оставете ја власта на страна. Добро, за државата каква користа од трпи сето штета, тоа? бидејќи власта моментално владее, се разбира дека штетата е голема за државата. Во момент кога Макрон прави, би рекол, надчовечки напори да ги приближи позициите на двете страни, на Македонија и на Бугарија, ние имаме еден ваков чин кој што сега ќе биде крунски доказ за нетрпеливоста на македонците и Македонија кон бугарите и Искрено да ви кажам, Бугарија. Стојанче, ама тоа е за нова емисија која ќе чуем дека Макрон прави надчовечки напори, ја почнувам веќе ладна пот да ме облива, бидејќи французите и Македонија и надчовечките напори, тоа е долга историја на само Врши со проблеми мала во поделба. Париз. Стојанче Ангелов, благодарам за оваа интервенција.